Веќе 2 години живееме во време на пандемија. Погодени се сите аспекти на општеството, како универзитетот се снаоѓа со тој предизвик. Можам слободно да кажам дека многу брзо се престроивме на ново настанатите услови во поглед на пандемијата, така што за рекордно кратко време почнавме да држиме настава онлайн, настава на далечина. Од пред неколку месеци ние буквално направивме една универзална алатка, така наречен iLearn систем, кој што фактички представува една интегрирана дигитална платформа на универзитетско ниво, која што многу го олесни овој начин на обавување на образовниот процес на нашиот универзитет. Дали влијаеше менувањето на начинот на пренесување на знаењето кон студентите врз квалитетот на наставата и врз квалитетот на перципираното знаење? Во некој процент сигурно опаднат квалитетот на наставата и на испитите со овој нов модел на одвивање на наставата и испитите онлайн, но ситуацијата е таква во државата што мора да се грижиме ние и за здравјето на студентите, односно на професорите. Нашата желба е секако да се вратиме што побрзо во амфитеатрите, во предавалните и во просториите каде што се обавува практичната настава, затоа што сметаме дека е тоа најквалитетниот модел за обавување на истата. И мислам дека на добар пат сме да тој процес го забрзаме и да се вратиме повторно на класичниот модел на настава и испит. Господин Јанкуловски, Универзитетот Светски Кирил и Методи постои повеќе од 70 години. Но времењата денес се различни од некогаш. Живееме во време кога и студентите, но и наставниот кадар имаат други потреби, други сознанија, други предизвици. Колку универзитетот го следи патот кон модерното време? Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје буквално сите студиски програми постоечки секако дека ги иновира, ги осовременува и ги буквално става во колосек на најдобрите, најмодерните меѓународни стандарди што постојат во не само околните земји, туку и во светот, така што постојано сме во една комуникација со светот и во една комуникација со реалниот сектор во нашата земја, за да ги направиме поприфатливи, поприменливи, односно да бидат барани на меѓународниот пазар на трудот нашите високообразовни кадри. На Шангајската листа на највлијателни универзитети во светот го нема УКИМ, а нема ниту еден од универзитетите од нашава земја. Во што заостанува овдешното високо образование? Зошто не нема таму? Нашето високо образование навистина е на едно високо ниво, на едно завидно ниво, кое што навистина тоа се докажува и покажува со фактот што многу наши професори учествуваат во многу меѓународни проекти. Многу наши студенти многу лесно и брзо се вработуваат во земјите надвор од нашата земја. Тоа се факти кои што укажуваат дека нашето образование е квалитетно. И би потенцирало уште една работа дека за покачување на местото на ранглистите, на светските ранглисти на универзитетите е многу важно и финансирање на образованието, односно науката пред се, кое што во нашата земја е на многу ниско ниво и можам да речам најниско ниво во регионот. Тоа е 0,1% од бруто домашниот производ. Овој финансиски момент е многу значаен, кој што може и ќе биде како еден голем стимулус за да дојде до покачување на ранглистите на нашиот универзитет. Корупцијата е една од најгорливите теми во македонското општество. За жал на неодамнешна панел дискусија беше истакнато дека ниту универзитетите не се имуни на оваа појава. Зошто во високото образование се уште има појава на корупција? Веројатно таа постоела, сигурно и претходните децении, но постои. Ние како универзитет имаме направено и програма за антикорупција на барање на владата. Исто така имаме поставено на ниво на универзитетот прв антикорупционер, кој што е достапен до сите засегнати страни, пред се студентите,
ја формиравме и етичката комисија на универзитетот. Значи, се правиме да го сузбиеме тој коруптивен момент кој што помалце или повеќе постои на некој од универзитетите и жестоко треба да се бориме со тој момент. Со колку би требало да се работи, бидејќи на панел дискусијата беше истакнато дека може би студентите не се охрабрени да пријават ако се изложени, па дури не ни препознаваат дека се изложени се жртви на корупција. Дали само студентите треба да се охрабрат или можеби и кај наставниот кадар треба да се? Мислам дека главниот проблем е да се стигне до луѓето, институциите кои што треба да се справат со корупцијата. Значи, треба да се охрабрат студентите и професорите да транспарентно и отворено пристапат кон укажување или докажување на тие коруптивни моменти кои што ако не се обелоденат не можеме да ги знаеме. Универзитетот долг период се бори за поголема автономија од државните институции, од политиката. Кои се пречките за тоа да се оствари во целост како што замислувате? Па ние како универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје имаме една академска слобода. Имаме слобода, значи една независност во управувањето, имаме кадровска автономија, но сметам дека треба уште да се направи околу финансиската автономија. Сакам да кажам дека трезорскиот модел на работење со финансиите е еден голем ограничувачки фактор за секој универзитет, еве посебно за нашиот. Се сочуваме со тој проблем и нонстоп апелираме да бидеме исклучени од трезорското работење на Министерството за финансии, нарочито и посебно за собствените приходи. Значи, со нив ние треба автономно да управуваме. Тука ја немаме таа финансиска автономија. Не е мал бројот на студентите што после студиите не можат да најдат работа на нашиот пазар. Кои се причините? Дали не добиваат соодветно знаење за оно што го бара пазарот овдешен или се некои други причините? Ние како универзитет имаме задача да учествуваме во управувањето со образовниот процес, но немаме ресурси да вработуваме, посебно ако зборуваме за најквалитетните кадри кои што дипломираат, така што мора на некој начин државата да субвенционира вработување, мора исто така да има заместување на вработувањата, посебно за оние кадри кои што одат во пензија. Дали тоа законски да се регулира, не е проблем, може, но секако и да се слушне нашиот глас во Министерството за образование и наука и Министерството за финансии. Ние добиваме, меѓутоа тоа е премалку за да го обновиме кадрот што заминува во пензија. Статистиките за последниве 5 академски години покажуваат намалување на бројот на ново запишани студенти, а со тоа последователно намалување бројот на дипломирани, намалување на оние што магистрирале, на оние што докторирале. Каква е еднината на општеството и на високото образование со овакви статистики? Намалувањето на бројот на запишани студенти секако дека е еден општ тренд, не само во нашата земја, туку и во околните земји. Сметам дека е значаен проблем за кој што треба да се разговара отворено. Причините се повеќе бројни. Во нашата земја веќе во овој момент функционираат 17 универзитети, што лично сметам дека е голема бројка, од кои што се 6 државни. Сметам дека треба државата да го регулира правно, значи основањето и формирањето на универзитети, како и поголема контрола на образовните процеси во тие универзитети. Тој тренд верувам дека постепено може да се врати. Тука се повеќе фактори, како што реков, и бројот на иселувањето од нашата земја и студентите кои што дури во текот на студиите знаат некогаш да заминат по други земји, така. Наталитетот кој што опаѓа, значи има повеќе причини и тука треба исто да се бориме да ги вратиме бројките, можда не на ниво како што биле, меѓутоа да се приближиме до тие бројки како во минатото. Ректор Јан Куловски, јас ви благодарам за издвоеното време и за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и јас вас за поканата што ме викнавте кај вас. Благодарам.